Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Проектот Скопје 2014 е символ на градот или не? Едни велат дека е убаво, туристите ги сликаат спомениците, странци имаат што да видат. Други велат грдо е, не ми се поминува низ центар на Скопје, а скапите барокни фасади се распаѓаат и сведочат колку брзо и лесно биле градени објектите. Паднати фасади, одлепени плочки, небезбедни плочници. Фонтани што не работат, споменици што не се одржуваат, стиропор што се распаѓа и недоградени објекти. Дали тоа вреди 700 милиони евра, колку што се претпоставува дека чинеше Скопје 2014? Дали треба да се санираат објектите од стиропор или да останат како сведоштво на едно време? Тоа е темата на денешната црвена линија. А секако ќе поставиме и прашање дали ни треба Скопје 2034, санација всушност на Скопје 2014. Имаме и прашање дополнително кое што е анкетно и можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. На Инстаграм стори прашуваме по 10 години дали проектот Скопје 2014 е под А за пофалба или пак под Б за осуда. Кликнете на вашиот одговор, резултатите ќе се сумираат во проценти и ќе се соопштат некаде пред почетокот на рекламите во денешно издание на Црвена линија. И сега го ќе ве потсетам, сите вие кои што нема да успеете да се вклучите во живо во Црвена линија, не заборавајте дека активно учество можете дури и по завршувањето на истата да направите со коментирање и споделување на социјалните медиуми, поточно профилот на Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија, каде е објавена темата за која што денес зборуваме со вас. А за да ја креираме оваа денешна Црвена линија за учество во истата, не заборавајте, се врти телефонскиот број 02-307-0005. И особено не заборавајте од технички аспект да го намалите целосно тонот на телевизорот. Сето тоа е со цел подобро да се слушнеме, веднаш да можете да ги користите вашите 90 секунди, кои што впрочем се и време трајање на едно јавување, без да имате впечаток дека некој друг зборува наместо вас или нема да се слушнеме добро. Така да намалете го тонот на телевизорот и можеме да почнеме со Црвена линија. Телефонот звони и го вклучуваме првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден! Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, па еве, да почнеме. Го гледате ли проектот Скопје 2014 како проект за пофалба или пак за осуда? Да, за пофалба. За пофалба, добро, ве слушаме, Еве продолжи. зашто, ќе кажам. Па да ви кажам право, без разлика, немојте партиски да ме врзувате, само ве молам. Од кога тоа го направи Груевски, или во времето на Груевски, имаме повеќе туристи, имаме една метропола, заличи на метропола со тоа. Сега, друга е ситуацијата 7 години што некој не го одржува тоа. И јас колата да не одржувам, нема да ме служи. Тоа е за пофалба за мене. Не навивам за никого. 7 години никој реков не се вратил нешто да поправи. Тоа е срамота, мене ми е мерак да дојдам во Скопје и да го гледам се тоа што го гледам. И го гледат и странци. И сега како е можно нешто што е направено да не чини? Не, овде само инаат на партии. Чекај се, овие го правеа, јас го неќам. Абе што направи тие за 7 години? Значи не зборувам дека го мразам СДС. Нека покажеа, нека една спортска сала нека не направеа. Еде, стани Бочварски да те видат сите дека киче во Охрид автопатот до Нова година ќе види. Каде е автопатот? Значи, застанете ве луѓе. Тоа што е направено треба да го држуваш. Тоа што е Скопје личи. Личи да видиш нешто. Јас од натрешноста сум. Ама ова е срамота. Благодарам многу секако за вашите одговори. Црвена линија никого партиски не обврзува, ова се однесува на гледачот, така да
Сите ваши ставови, мислења се добре дојдени. Оно што Црвена линија секако не допушта во ниту еден случај, тоа е употребата на погрдни зборови при излагањето на вашите ставови, секако говорот на омраза и говор кој што алудира на насилство. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Ве слушаме, во Црвена линија сте. За Скопје 2014 е тотален промаш. Затоа што се испрани доста пари и изработено неквалитетно. Со тоа што уште имаме погубни стики за градот Скопје и за нашата република Северна Македонија. Мене тоа воопшто не ми се свиѓа, кога ќе поминам из ова не личи на ништо. Едноставно градот е погрд и погрд не може да биде. Едно друго нешто Тина сакам да ве прашам. И претходно се јавував кај вас за Кучково за водово што нема туку 60 викендици од Пети Трипун па све до обиколница што е. Ајде ставете го, ќе ве замолам. Јас имам едно прашање, бидејќи постојано го спомнувате тоа како проблем. Што ви велат од водовод кога нели имате сосема логични очекувања да има спроведено вода до населбите, односно до викендичките? Видите, 21 век ние немаме вода за пиење. Добро, надлежните што ви велат кога доставувате барање? Никој ништо. Имаме 4 градоначалници, дозволете Тина, 4 градоначалници, никој не го решил проблемот. Ставете го на дневна тема тамо, па ќе ви се јават луѓето. Така, добро, благодарам многу што ни се јавивте во ова издание на Црвена линија, во кое што темата ни е дали ни треба Скопје 2034, поточно санација на Скопје 2014. Продолжуваме понатаму. Добар ден или уште за куса време веќе и можеби и добро вечер. Дали се слуша? Добро вечер, во Црвена линија сте. Ви благодарам. Значи, 2014 само пофалби, друго немаше да се каже, ради тоа што кога доаѓаат нашите деца и кај што сме оделе, гледаме само убавини. А сега што остана, ова вработено се другата, мислам, што не чистат, тоа е друго. Што не се одржува, мислите? Да, значи тоа треба некои што се од тие одговорните да си работат, а не да седи градот прљав или пред градот и чисти, на седмикат се качува горе прешта. Само издуваат и остават листовите на страна. Меѓутоа, за 2014 само пофалби, у град кога идеш имаш да видиш, странците сите се значи сликаат. Зато порано немаше толку странци, немаше порано. Така, дали сето ова според вас што беше изградено вреди 700 милиони евра со оглед на тоа што сме сведоци на паднати фасади, одлепени плочки? Па сето тоа со маска бои што фрла и солни и све, значи било кај да се фрли, тоа остава траги. Значи што ми е оштетено, не се пази, не се санира и дома ако не почистиме или ако не искречиме, нема да биде убаво. Што работеа оние овие 7 години, зашто ништо не поправија? А мајстори плата си зимаа. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете со нас, да ги слушнеме останатите мислења на гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, Скопје. Добар ден, Македонијо. Повелете. Знаете што? Оградата им сметаше, кованото железо. Шилегов да ја врати да видиме каде е однесена. И тоа ли не чинеше? И нели беше тоа во Скопје 2014? Владата кај што седеа во фотелите што им наместија све. Собранието што го куполите, јас сум дележник, ние го правевме, не ќе да кажем која фирма. И на што? Внатре што им направија простории за секој пратеник посебно. И нели и тоа е во Скопје 2014? Кога доаѓа во Скопје, од каде не авиони летаат тука, доаѓа гости од целиот свет, да не речам, се слика, правеа, прашуваа од каде. И тоа не им чинеше, така? Па фасадите паднале, па ќе падне и дома некоја плочка ќе падне, ма треба сектор за одржување градот има. Кај се тие сектори за одржување? Значи, по секоја
Фирма една има сектор за одржување. И дома, ако ти се расипе бојлерот, ќе си викнеш мајстор. А не овде се направило и терај, кради од купчето. Тија не кради, а тија градеа. И остана, и ќе остане, во темелите ќе останат нивните имиња, али на овие ќе останат во книгите, децата ќе ги учат за 7 години што испокрадува и парта да направија државата и името ни го смени не упустошија. До крај не опустошија. Не им чинел Александар, не знам што му висело, како му висело, срам да им е најубав споменик во... Ке посетам 90 секунди е време траењето, ке ви се заблагодарам за учеството и секако ке ве посетам доколку сакате нови 90 секунди. Секако повторно завртете го нашиот број. Продолжуваме понатаму. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Најголемата глупост што можеше да се направи со народни пари во ова сиромашна држава е Скопје 2014. Зошто? Направено од стиропор, фирмата што го правеше, ојде во стечај, тоа е Бетон Штип. Парите, како може фирма што изработила 700 милиони евра проект да замени во стечај. Кај се парите? Кој ги зеде парите? Сега имаме кредит од Унгарија. Само тоа да знаете. А иначе Скопје 2014, кој странец како ќе дојди, паѓа во несвест. Значи, наплеќи. А ако влези во театаро, па плюс тој ќе се искапи. Не е проблем. Барем го видовме театаро овие денови како изгледа однатре. На тој скап интериер, низ тој скап интериер течи вода. 3 капки ќе паднат, 5 ќе протечат долу. Се е муфлосано, ништо на ништо не личи. Кај ќе донесите гости сега, еве, ќе дојдат гости. А парите се дадени за тие пари, ако го направевме Чебрен за 700 милиони. Ке посетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. И кога веќе го спомнавте театарот, веќе издвоиме коментар, поточно ова е истражување наслов на Призма на X Twitter, каде што стои министерот за култура Љутков, откри дека новиот, дали може да покажеме, дека новиот МНТ протекува. Вели дека е шокиран од состојбата. Бирн пишуваше дека проблемот во МНТ, чија изградба во рамки на проектот Скопје 2014 чинеше 37 милиони евра, е стар колку и самиот објект. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Јас сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Па јас се слушам вас цело време и секоја вечер, скоро секогаш, со ова станувам, скоро се разбудувам. Драго ми. Па нека направи нешто друго, некој порно, па нека кажи дека направил, а тогаш нека го критикуваат Груевски, што да речам. Така или не? Нека направи некој нешто порно, па нека се похвали дека направиле. Овие патишта почна, уместо да поправат, те ги разрушија. Дошли почна да врници и го заплеја. Не може така, тоа како така. Еден до вчера беше на власт, па сега за 50-60 дена, па мајко стара, ова децата мали не го плават. Тоа е точно сосема. Децата мали не го плават. Дај, ние направиме ова, вие направите она. Што направија СДС? Не сум партијец, не сум од никој партија, мето. Што направија тие? Не кажа никој колку пари украл. Може ќе му дојде денот да каже некој.
Благодарам многу и вам за одговорите. Секако ќе подсетиме доколку нели почнете да пребарувате на YouTube, особено ќе видите дека оние туристички номади од целиот свет кои што ќе се затекнат во Скопје прават своји репортажи, односно оставаат печатоци за секое место кое што го посетиле со цел нели да дадат насоки кои места се добри, кои места треба да се видат, кои места не треба да се видат. Како и да е, кога ќе впишете Скопје, секако ќе видите голем број избор на видеозаписи на YouTube, како и насоки, односно токму од странските туристи кои што го виделе нашиот град. Кога веќе зборуваме за насловите, ќе издвоиме, ако може и да покажеме, се разбери има насловот типот шетајќи низ Скопје, градот на илјадници споменици. Потоа исто така издвоени Александар, односно статуата на големиот Александар во Скопје и меѓу другото, еве, кога веќе зборуваме за она град на илјадници споменици, се разбира вака изгледаат тие видеа каде што токму странските туристи кои што ќе го посетат главниот град прават видеозаписи и секако од свој агол оставаат печатоци, насоки, издвојуваат она што го забележуваат, се со цел секако да ги информираат нивните следачи зошто некој град како Скопје треба да се види, што треба да се види, зошто не треба да се види, така натаму. Ајде да слушнеме од вас во однос на темата дали ни треба Скопје 2034, поточно санација на Скопје 2014. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па ја би рекол 2034 година ќе биде Скуп 2034, а не Скопје 2034. Што значи дека до тоа ќе видиме Македонија, северно, не знам како да кажам на рамковен јазик, али важно тоа ќе видиме. Што се надеваме ние уште дека Скопје ќе видиме, нема тоа, пројде. Пројдоа тие работи. Втора работа, во Штадон, кај што го прочитав сега на едно нешто тука кај фонтаната, и таа што е субата и таа попрска цело време, не да смрди корне на канализација. Нема дали е зима, лето, есен, пролет, тука тепана канализација за удара, слободно пројдете, ќе осетите свој смрад. Значи, нерешен систем на вентилација. Значи, се прави нешто, ама не се прави како што треба. Проект планиран да кошта 80 до 100 милиони евра, не кошта скоро милиарда евра. Има уште многу што да се раскажува за овој пропалитет. Гледам на рекламите Александър Дегреат. Благодарам многу и вам за одговорите. Напоменам, внимавајте на тајмерот, но и повторно завртете ако сакате нови 90 секунди. Ќе прочитаме и дел од коментарите на Facebook, нашиот профил Црвена линија секако редовно ги објавува темите, па ќе почнеме и со коментарот на Лидија Станковска. Всушност, еве и ќе ви покажам како изгледаме кога станува збор на Facebook. Значи, низ фотографија прашуваме дали ни треба Скопје 2034 за санација на Скопје 2014. Лидија Станковска напишала: привлече многу туристи, но проблемот е што државата не ги чува. Никакви се зелени комарсовци и бродовине стојат како, ова нема да го прочитаме, уништени се и полни со ѓубре, инсекти. Летно време не можеш да поминеш од Мушички. Треба државата да го развива туризмот, од каде иначе профит ќе зима фабрики, производство што имаме, ништо. Продолжуваме со вас, ќе продолжиме секако и да читаме коментари, но ајде да видиме што ќе кажат гледачите во живот. Добар ден.
Добро вечер. Здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Вака да ти кажем, песната Тинке Катинке стално си ми у памет и мора да ти најме на детелинка со 4 листа и да ми си има среќа. Тинче, вака да ти кажем, мисля че касе, ама не дозволи на овие по 2 пути да се јавят. Викам ќе се јавим да кажем, па ово е тема што сте го дале, Тинче, да ти кажем од убаво по убаво. Толку е убаво направено, не знам, да ти личи стварно на нешто, а мене ми се чини како овие од љубомора, што зашто овие направиле, значи тај љубомора ви што ни направи упропастија све живо, зашто они да направат, да овие све живо уништија, па они нешто ништо не наприја, значи да се пее нивната песна, значи само се идеше контра едни други, народот си пати, што ни фалеше, например, оште тој да го одржеше, да ga, мислим, узвишат, да го чистат, како да кажем, сите се чудат кој дојде од Скопје, какво беше, па како е сега направено, али они што направија стварно, само тај љубомора, ништо друго, они нешто да направат, нивна песна да се пее, не на овија, па онија, како што беше едно време К15, на тига, дај мига, на тига, исто и они правија, но само нека се живи и здрави, Скопје ќе си биде Скопје, овие да си се повлечат и да видимо што ќе се направи, да не мислат више да растурат, да прават, но треба да се одржава, зашто тука не е битно колку пари се уложени, ама баре направено. Види се, стварно се види направено, а овие што направија, само, ете, качуват ти платиши. Благодарам многу, подсетувам, внимавајте на тајмерот. Е, уште еден коментар, Игор Јанковски напишал: Скопје 2014 беше криминален проект, со што се испумпаа народни пари со барокни фасади, кои што сега гледаме дека истите се распаѓаат. Искрено, овој проект според мене не е за пофалба, но сепак го почитувам секое мислење. А моето видување и мислење го кажав. Поздрав Игор до тебе. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добро вечер. Малку супер ви е темата. Видите, вака што ќе кажам по основ ова тема. Пошто кажавте дека 700 милиона евра се вложени во овој инвестиција, во овој проект. Епа, малку требаше некој да размисле да направи една друга работа за Скопје. Зошто не се постави овој, како се вика, оној проектот трамвај во Скопје? Тоа беше уште во СФРЈ, а сега можеше многу во да се реализира, за да скопјани дишат малку почист, поздрав воздух. Дали ме разбирате? И ве слушаме. Ја мислам дека тоа ќе беше поцелисходно, за да можат овие скопјани, сега сме 24-та, да го доживеат ако се реализира тој проект Скопје 2034. А ја би рекол вака, не Скопје 2034, Македонија 2034 година. Ја мислам дека тука поварно ќе се да. Иначе мене као пова ми се допаѓа. Јас се јавувам на трешноста, така да се исто ми е. Оно што се распаѓа треба да се одржува. А се што се направи, дај Боже дека е и здраво и убаво. Меѓутоа, ја мислам дава предност на тоа проектот Скопје, кој требаше да го добие трамвајот, тоа беше уште у СФРЈ, ја не знам зошто не се реализира. Така сега ќе имавте здрави пуќе и слично. Фала многу пријатно. Велиме големо благодарам и ние за активното учество во Црвена линија. Останете со нас. А еве и уште еден коментар, но од X платформата. Каурката напишала: Центарци вреска дека не можеле да дишат од спомениците на Скопје 2014. Сменија 3 градоначалници од тогаш. Знаете што се смени? Тоа што наместо споменици сега у секоја ќоша им изградија згради. Дишате ли сега елито од метрополата? А ние прашуваме дали не треба Скопје 2034, санација на Скопје 2014. Добро вечер. Добро, ќе продолжиме во меѓувреме додека очекуваме нови вклучувања. Секако ќе ве подсетам и охрабрам да не заборавите и да учествувате во нашата денешна анкета на Инстаграм. Доволно е да не заследите таму и да одговорите на прашањето: по 10 години дали проектот 2014 е за пофалба или пак за осуда? Секако тоа прашање можете да го одговорите и во живо доколку се вклучите на Црвена линија.
Имаме ли некој? Добро вечер. Не, се уште треба јас да продолжам со образложување, односно да напоменеме зошто зборуваме за темата. Сушност прашуваме на самиот старт, проектот Скопје 2014 е символ на градот или не? И тоа можете да го одговорите кога ќе ве вклучиме. Според едни е убаво, туристите ги сликаат спомениците, странци имаат што да видат, а други велат грдо е. Не им се поминува низ центар на Скопје, а скапите барокни фасади се распаѓаат и сведочат колку брзо и лесно биле градени објектите. Паднати фасади, одлепени плочки, небезбедни плочници, фонтани што не работат, споменици што не се одржуваат, стиропор што се распаѓа и недоградени објекти. Во црвена линија, меѓу другото, прашуваме дали тоа вреди 700 милиони евра, колку што се предпоставува дека чинеше Скопје 2014. И дали треба да се санираат објектите од стиропор или да останат како сведоштво на едно време. Добро вечер. Се уште нема никој. Добро, тогаш ќе се навратиме на оно што издвоивме на X платформата Баже Лазевски дури во 2016 година. Значи, ова е исклучително постар твит, ќе кажам, бидејќи во 2016-та X платформата беше Твитер. Има напишано: еве го спинот со ЕВН. Дали може и да покажеме тоа од режија, бидејќи сепак има објавено низ скица. Еве го спинот со ЕВН, нови барокни фасади во центарот на Скопје. Метропол ќе добие и купола за 5,7 милиони евра. Ова е во 2016 година објавено, а ние денес по 10 години од проектот Скопје 2014 прашуваме и дали самиот проект според вас вреди 700 милиони евра, колку што се предпоставува дека чинеше, и дали треба да се санираат објектите од стиропор или да останат како сведоштво на тоа време. Сметате ли дека проектот 2014 е за пофалба или за осуда? Добро, тогаш еве ќе продолжиме секако со она што издвоивме во меѓувреме, бидејќи оваа дискусија секако се води и полемизира и на социјалните медиуми. Потоа уште еден наслов на Призма, бидејќи првиот беше врзан токму за моменталната состојба на Македонскиот народен театар, особено во внатрешниот дел, кој што е дел од токму проектот 2014. Овој наслов всушност вели: зборувам за Нови Сад, а мислам на Скопје. Само ден или два пред новосадската трагедија во центарот на Скопје, на улицата Македонија, се урна дел од оние релативно ново поставени барокни фасади. Своевремено некој рече дека луѓето во Скопје живеат на среќа, па еве дали и самите вие сте сведоци, дали можете еве и од прва рака, доколку движите особено низ центарот на градот, еве да споделите што забележувате, дали сметате дека вредноста која што е пресметана од 700 милиони евра е всушност вредност да трае проектот 2014 година 10 години, а по 10 години веќе да имаме и вакви состојби. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Јас би сакала да кажам нешто околу тоа дали треба Скопје да се санира Скопје 2014 со Скопје 2040 или како да е. Мислам дека треба тој стиропор што не чини таму, што е направен лошо, да се тргне од тие фасади и да си се обноват фасадите како што си беше Скопје порано. Затоа што Скопје си имаше свој лик, а барокниот лик на Скопје не е негов лик. И затоа мислам дека најубаво да се санира во тој смисол. И бачка, спомениците што се заму низ градот, тие не се сите за Скопје. Ги има за повеќе градови и тие треба да бидат преместени токму на тие места каде што ќе им одговара. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму, секако има уште многу коментари. Хенри Чинански напишал, сушто си се полемизира помеѓу
членовите на X платформата, вели па памтиш дека овие претходно и требата неа коса се кара, кој е надлежен, со години зборам дека градов се распаѓа, а тоа е сликата на државата. Па име, дали ви се чини дека проектот 2014 вреди колку што е проценето пред се 700 милиони евра и дали сте за тоа дека треба да се санира целиот проект, односно дали ни треба Скопје 2034, всушност санација на Скопје 2014. Секако ќе ве охрабрам во продолжение, движете на Скопје, живеете низ овие 10 години, верувам сте го виделе, сте го посетиле, од кога е направен проектот 2014 година, па сметате ли дека е ваквиот проект за пофалба или пак за осуда? Дали имаме некој на 023070005? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам ако сум на линија. Да, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво да кажам дека тоа што се направило е во ред да се направи. Меѓутоа, јас ќе зборам за квалитетот. Значи, оно што е направено, требаше да биде направено од мермер и останат материјал кој што е предвиден со плановите, со програмите. Меѓутоа, да биде со стиропор, да биде онаква ругло како што е, јас сум го видел тоа и да ви кажам најискрено. Спомениците кои што се направени, место да бидат од бронза, значи која е со соодвесен смеса, бронзата се рони, сите споменици се позеленети. Нека дојдат во Охрид да ги видат спомениците на Климен и Наум. Со рака кој ќе помниш мазно, гладко, тоа значи квалитетно. Дорека скопските споменици кој ќе прави со раката крв ќе ти потече. Значи сум за тоа да има споменици, да бидат квалитетни, меѓутоа сум да не се поправат, да останат онакви какви што се, значи да бидат и тоа еден вид спомен како некој нестручно работел, затоа што тоа што е работено од 40 до 50% е отидено во приватни джебови. Место да се употреби соодветен материјал, употребен е шкарп и затоа ги имаме вакви споменици, затоа имаме стиропор, затоа имаме ругло на пролоштадот на нашиот. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди. Благодарам многу. Ето низ излагањето на сите гледачи. Можевте да слушнете секако секој какво видување и размислување има, па да видиме што допрва ќе слушнеме во ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Тина, јас сум наред. Да, вие сте во Црвена линија, повелете. Поздрав од Струмица. Поздрав до Струмичани. И до сите гледачи на телевизијата. Сега ви кажам, јас сум 2014, например, од Оград. Това од Скопје, паднати фасади, се што е паднато да не се подига, да остане како успомен. Спомените се, да ги рушат, да ги остават купа нека бидат. Бидејќи оваа влада што правила не била во ред, ама ова сега што беше претходно, ова беше во ред. Значи ова се што направи, се беше добро. Се што фати со рака се изгоре. Ево се овие остана. Значи овие правеле споменици не биле паметни. Ама овие што брусеа шахти, овие беа паметни. Овие што крадеа по 8 милиона што беа блокирани, овие беа паметни. Овие што крадеа не беа паметни. Јас сега да сум на оваа власт, би изграде голем спомник, барем 50 метра висок на учака, да се радуват. Бидејќи ние не знаеме да се одуваме на убави работи, кај ние само знаеме да рушиме, да обвинуваме, овој не е виновен, овој е виновен. Значи сите са винови, најмногу ние народот сме винови. Затоа што не знаеме што стакаме, не знаеме што правиме и сега некој правил спомените не било добро. Ајде вие како телевизија зошто ви траžите дали стварно има 700 милиона. И ако има нека носи некоја одговорност, а не така сега прво беа јас колку 200 милиона, па 250 милиона, па сега стана 700 милиона, после една недела ќе бидат 1 милијарда. Значи, кај наже ништо не чини став. Внимавајте на тајмерот, благодарам и вам за учеството. Ева уште еден коментар од X платформата. Лана напишала цел центар е хорор филм
Згради незавршени, фасади распаднати, тревници исушени, роми албанци кои пуштаат гласна музика и играат, расипана фонтана без смисла и така никој ништо не прави, а Скопје ни се ќутиме и верувам сите избегнуваме низ плоштад да пројдеме. Дали не треба Скопје 2034, санација на Скопје 2014 и секако по 10 години, дали според вас проектот Скопје 2014 е за пофалба или пак за осуда? Добро вечер. Добро вечер. Скопје 2014 не се само спомениците, Министерство за надворешни, Министерство за правда, Министерство за финансии, Министерство за како беше тоа, не се ми текнал, колку министерства се од левата страна на Вардар, колку театри се направени, колку мостови се направени, мостовот на музичарите, мостовите на царевите и кралевите. Значи, не е само спомениците и треба да реално да се зборува, реално да се гледа. Ние добро гледаме и размислуваме. Не само ние, да кажувате странците, кажуваат спомени, па не само странците, ами децата мали идат се сликаат, убавини, а они што направија ги спошкрта, ги спофарба, ги направија парта, ги извадија имињата на царевите, имињата на уметниците. Па, значи, они се родени да уништуваат. Во паркот, Гоце Делчев Ишкатан, па не беше Гоце Делчев од Скопје 2014, тие зградите во центар почнати направени недовршени. Зошто недовршени? Нека каже некој. Затоа што зима мито и корупција на градежниците, што ги упропасти, што умреа луѓето, газдите што умреа на фирмите. Тоа ли е? Што им ги зимаа парите директно од банка? Сведоци сме како им ги зимаа директно парите од банка и ги упропастија луѓето, изумреа, останаа зградите недоправени. Тоа се тие олигарците од Информбирото што направија хаос во државата и што и името дури не го сменија. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, секако со вас предност имаат гледачите кои што ќе бидат вклучени во живо. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Господине Тале, еве за пофалба или за осуда е проектот Скопје 2014? На тие што им пречи по македончување на Македонија, за нив пречи, тие го мразат проектот. Значи, кој не сака македонски споменици, а сака да речеме споменици на учека терористи, нели има и фашисти од НОП, споменици има и за нив. Да се држиме во однос на потребата и квалитетот на проектот, кој што е направено проценка дека чини 700 милиони евра. Сега 90% народ во Македонија става стиропор за изолација на своите згради и куќи. Тоа е нормална работа во цел свет. Но што правиме со проектот од СДС 80 години, геноцид врз македонскиот народ. Ве молам да се вратиме на темата. Дали може да ми кажете ваше лично видување, дали сте за тоа дека треба да се направи санација проект 2034 на Скопје 2014? ВМРО градеше и стадион Филип II Македонски кад игра Македонија. Направи спортски сали, цркви, манастири, автопати, че имаше клинички центар, че имаше и автопати и други. Новиот ДСД само крадат и уништуваат. Јадат живи луѓе, нали, со Заев на чело. Тоа е. Некои збираат јадење живи луѓе, ограбување штетачи, 200.000 работници на улица, уништени фабрики, ограбени фабрики, не знам, горење живи пациенти во болница, во контейнер болница, а не... Благодарам многу. Јас ќе ве замолам секако да се фокусираме на темата, она што денеска прашуваме, дали ни треба Скопје 2034, санација на Скопје 2014. Секако гледачите ќе ги подпрашаме она што ги прашуваме и на Инстаграм, а тоа е дали по 10 години проектот Скопје 2014 според вас е за пофалба или пак за осуда. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Скопје 2014 е прекрасен проект. Самиот споменик е хубав. Жена борец со сите тие споменици секојдневно кога праѓаме се гордееме со нив,
Мислам дека ова како нарочно го ставате таа тема, сега 34-та, па ако нешто се расипе, например, попушти, треба да се санира порано. Зашто 34-та не ми е јасно, добро, не е битно тоа. Ваша Тоа си е по некој, да речеме, 10 години, бидејќи нели се си има рок, не може на секој 5 години. Па после 10 години и дома ни се расипува, па реновираме, точно, така е. Пред таа улица Македонија, јас работев таму, имаше само диви костени, која ќе заврнеше дожд неколку пати, пошто со штикли у тоа време одевме на работа, јас спаѓав. Само костени диви имаше, цела улица Македонија. Площадот празен, со тие коцките и штикла ќе си искршиш. Така да ако гледаме за, што викате дека коштало многу, а со овие туристи што доаѓаат да ги посетат и да ги сликаат, тоа сите сме го виделе, од Скопје фактички одат и во Охрид. Нели овие години изголемено е туризмот. Од каде? Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Поздрав, сина. Многу убаво ме насмеа господинов. Ме подсетуват на старите времења од бивша Југославија. Не чинело сега. Да, док. Ајде вака сега, да санација, дали ќе му треба на 2014, како да не му треба? Ќе треба 10 години, тие се амортизираат, се расипуваат, врнело, веело, минус 20 плюс 40 степени. Меѓутим, кај ќе најдеме парите, ме прашувам. Тие беа направени од 700 милиона до 1 милиарда кошта. Вредноста беше. Никој нема ништо против градбата да се изгради. Знаете зашто зборувам вака? Затоа што скапо кошта. Јас сум против тоа што некој направи убави пари со добар бизнис од Скопје 2014. Мене ми е криво, он се збогатил. Ја имам 64 години, цел живот сум приватник и сум заработил 2 милиона евра, а он заработил 200 милиона евра. Да ви кажам, љубоморам. Меѓутим, се дека имаме ваков народ македонски, ја им порачувам на сите партии. Не 34-та, сега за 2 години дека прават нови споменици, нови работи. Ке има многу туристи, доаѓаат 145.000, 147.000 годишно туристи, многу пари правиме и не. Ја пак. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Напомена, само внимавајте на тајмерот. Добро вечер. Добро вечер. Јас ќе преминам повторно на коментари. Имаме ли гледач на линија? Добро вечер. Добро, ќе се навратам повторно на коментарите на X платформата. Грујо Стоп Гај напишал Скопје 2024 луѓе живи горат во болници, треба на плоштад. Изгейт се поплавува на секој дожд, учека споменици на секој чекор, ама на вас Скопје 2014 ви пречи. Згради без кои министерства во бараки ќе беа и споменици кои срамота што до тогаш не сме ги имале. Всушност ова е коментар, одговор на коментарот на Стојанов, кој што напишал ВМРО го има своето Скопје 2014, СДС го имаат своето Скопје 2024 година. Ова е фотографија кога гореше универзална сала. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Ајде да се навратиме на проектот. Значи, ако може, еве, лично, колку често доаѓате во Скопје, господине Тар? Па јас Скопје го сакам како македонски главен град. Сакам да сум пред тие македонски споменици. За оние кои гинеле за нас, кои не земале ни плата, ни пензија, живот давале за нас на Македонија. Јас се радувам кога го видов оперскиот светски пејач Котецу, кој пее наши македонски песни, кој афирмира Македонија, и тој се сликал пред споменикот на Ацо Македонски. Се радувам кога пред некоја година една група голема јапонци играја и пеја наше македонско песни, игра наша македонска песна околу тој споменик на Александар Македонски, великанот на светот. Цел светот кој спомниш Македонија, ќе ти кажи Александар Македонски, не Колишевски, не Заев. Друга работа, секој од нас дома го редува својот стан или куќа,
Ако не го одржуваш, ако го рушиш, че има нели такви работи. Овие од СДС 7 години намерно рушеа се што е убаво за Македонија. Со шарена револуција го гнасеа и споменикот на Асном, го избришаа Асном од уставот, апсеа убиваа асновци. Сега апсат бранители, значи СДС се уништувачи и прават геноцид на било кој начин врз македонскиот народ, на секој начин. И кој го мрази проектот, значи тој мрази по македончување. И црквата е преубава на Свети Константин и Елена, каде дај Боже да се венчаат дечиња. СДС дава пари за лубриканти на педери, а не за црква. Сега ќе го исклучиме, значи не знам што ве вие редовно се јавувате. Знаете дека црвена линија, значи можете да бидете, еве, да ви укажам, иритирани, тоа го разбираме, да чувствувате гнев, но морате да имате во предвид дека црвена линија е емисија која што ја следи дури, еве, и не само целата публика, еве ќе нагласам малолетната публика. И секако можете да поентирате, можете да си кажете и став, и се она како што сметате дека треба да биде кажано, но да ги зоставите, еве, ве замолувам, навредливите зборови, секако говор на омраза, никако и говор кој што алудира на насилство. Така да немојте да бидете изненадени ако црвена линија се активира во тој случај. Во однос на етиката и културата сме безкомпромисни како црвена линија, така да ете, знаете како сите гледачи ве досега си кажаа своји ставови, може бидат различни секако, но немојте погрдни зборови, уште помалку говор на омраза и насилство. Добар ден. Добро вечер веќе. Добро вечер, ако сум јас. Секако, повелете, ве слушаме. Имајте убава вечер. Благодарам. Да ви кажам, темата ви е многу убава, фала Богу, нешто убаво. Меѓутоа, знаете како, ако не одржувате и дома, се знае дека свет треба да се изреновира, например и дома, ако не одржуваш, нормално е така. Значи, кај ќе се нашле пари, ако се наоѓа пари за све, ќе се најде и за тоа ако се сака. Јас се сеќавам кога дојде Вучич во Скопје, кога човекот беше оддушевен, вика не можам да го познам Скопје. Јас работев во центар многу години, 40 години. Така да центарот го знам, родена сум во центар, значи овдека. Така да Скопје го знам, очи да ми врзеш, не знам, овако можам слободно да се движам. Така да ова е многу убаво што се направи, меѓутоа зашто сите се фаќаат копијан за став да спомените? Па вие знаете ли, јас сум била во старото МНР. Тоа е што да ви кажам, брука светка да донесеш ти некој странец. А да збориме како е сега новото МВР. Овој МНР, извинувам. И МНР и МВР. МВР беа бараки па ги направива згради. Значи све знам како било и што било, па театарот, па официрски, па сега да не наведувам овакото архивот и ред други работи. Значи ова, како ние се одушевуваме, еве кога ќе одиме, ја ќе кажам, прво е сега Венеција ми дојде. Па Сан Марко Простадон каков е, беко идеме таму, па идеме у Несвет. Па во Виена, па да не кажем стек дека. Па зашто кај нас кога е нешто убаво да ме се гордееме со тоа? Значи толку јас лично сум сликала странци во центар, пошто работев толку години, ки искочиш на пауза. Значи луѓето се одушевуваа, ја не знам. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Байрактарова Бона го има напишано следното. Односно објавила фотографија каде што стои. Ова е подсетник на противниците и ревностни критичари на изграденото во рамките на Скопје 2014. Ако ова има европска слика, нека ја видат споредат со сегашната. Објавена е фотографија под нејзиниот коментар од 2009 година, односно како изгледал централниот плоштад во главниот град. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете, ве слушаме. 2014 добро тоа што се направи, али не се одржува сега. Од кога Груевски нешто направи сега, како направи. Заличи Скопје нешто и центарот и доста згради се направија таму што требаше да се плаќат кири и некаде се направија згради што можат да установите да не плаќат. Тоа се на државата останува. И тоа Груевски, ја не знам, само го критикувам и овие што направија? Немат ништо, бе, плоштадот сега, да коцка нема сменато. Коцка нема сменато, ето тоа плоштадот се коцките се испокршени, радени, ништо не е направено. Што чепнале они?
7 години ништо не направи, само критикуваат. Та 2014. Абе, таа 2014 доста туристи идат тука, се сликат, се радуват и така сакат да шетат. Мора да имаме некои издабнијати следи, како може. Сега само да критикуваме тоа, што е направено убаво. Него го бараме ние Груевски, тешко некој како Груевски што го направи, тоа тешко некој дека ќе направи. Сега иначе ете Груевски и за Мерцедесот, што го тужија, па тој Мерцедес не да го возат. Значи треба стварно да бидеме ние реални, а не само да го критикуваме. Благодарам многу и вам секако за одговорите во црвена линија. Сега времето веќе наложува да ви ги соопштам и резултатите од Instagram Story анкетата. Секако нема да заборавам и да ве подсетам да не заследите и на Instagram и на Facebook и секако да продолжите активно да учествувате во нашите теми. Па еве Инстаграмџи на Instagram Story на денешното прашање, односно по 10 години дали проектот Скопје 2014 е за пофалба или пак за осуда. Под А за пофалба одговориле 41%, а под Б за осуда 59%. Сега, драги мои, време е да ги погледнеме и рекламите, потоа се гледаме повторно во студио. Почитувани, благодарам што еве денес бевте дел од црвена линија, веќе се слуша раздвиженост, ништо чудно да бидете, да имате чувство дека сте на некаква веселба и прослава, но сосема логично кога имаме проект на кој што не секако сме горде како телевизија, тоа е проектот Никој како Ненад и Кат. Они се веќе проектирани со своите гости во студио, насмеани и сега да останам или да си одам дома, Кате? Каква забава? Може да останеш, Тина. Изиграме една ора. Денеска правиме генерална проба за новогодишна емисија, така ли, Кате? А за година да ме пишете таму во списокот задолжително од црвена линија од ваше студио ќе се води. А ти си планирана и за во емисија, и за после емисија, и редакциски за нова година. Знаеш, оваа нова година ќе славиме 3 прослави со Кате. Едно на ниво на телевизија, едно на ниво на редакција, Никој како, и едно на ниво на емисија која ќе снимаме. Така е. За сека да си поканат. А на ниво на приватно ние тројцата? Ама тоа е обавезно. Тоа не мораш да прашуваш. Слушај, гледаш дека не е полно студиото, така? Ако сакаш дој на оро, а сега да почнеме. Ајде.